Добри вечер, почитувани гледачи, добро што мисли народот на телевизија Стар. Ова вечер на вистина ќе говориме и ќе одговараме на името на емисијата што мисли народот, бидејќи народот најчесто има свои маки и проблеми за кои што бара помош, понекогаш не ја добива, понекогаш се соочува со неправилности во системот, се соочува со неправда и својата приказна понекогаш луѓето сакаат да ја кажат барајки и јавноста да дознае, барајки можеби да тргнат работите и правдата да се бара. Ова вечер ќе разговараме со човек кој што можеби на некој начин е пример уште пред повеќе од 10-15 години за тоа како некој сакал да се врати во држава, да вложува, да инвестира, да работи, ама после 15 години се соочил со тоа да доживее неправда и според она што тој го кажува, се разбира стои за сето тоа, доаѓа во ситуација повеќе да биде оштетен од системот и според него неправедно ограбен на некој начин за големи суми на пари и на некој начин да се откаже од желбата да се врати и да работи во Македонија. Во секој случај приказната ќе ја слушнете од нашиот гостин Здравко Илиев, човек наш македонец кој што живее во странство, а е по потекло од Виница. Господин Илиев, добро вечер, добро дојдовте во нашето студио. Добро вечер. Ви благодарам што ме примивте и во вас гледам една последна надеж. Јавноста да слушне што е тоа што... Да слушне што се случува овде во Македонија, што се случува со луѓето кои се во диаспората, кога доаѓаат и на каков начин тие биваат ограбувани. Морам да кажам од она што ми го кажавте. Значи, вака стои, ако накратко некој сака да каже, Здравко Илиев во 2009 година се вратил во Македонија, купил имот, сакал да вложи да прави и хотел во Берово, но сега после толку години одземен му е и хотелот, одземен му се и други имоти и дури и е во минус за големи суми на пари наместо да има свој бизнис. Како започна целата таа приказна за да дојдете во ситуација веќе подолго време да барате правда, а во суштина да бидете обесправени? Па јас сум веќе 37 години во Швајцарија. Имам родител сум на 2 сина, 2 деца, факултетски образовани. И со супругата мислевме дека еден ден ние да не сметнаме така на деца, да ќе се вратиме во родната земја и така да си ги искористуваме пензионерските денови. Сакавме да почнеме да правиме еден хотел на местноста Беровска брана, кој го купив во 2009 година. Се купиле место таму, плац, да. Купивме плац, почнавме со градба, и во целата таа ситуација се вмеша еден роднина на мојата жена, кој ми побаруваше во неколку пати наврати. Тој роднина е Стојан Пармачки од село Бодинарци. Ми траеше пари за продавница, да му дадам пари за набавка на роба. Ми траеше пари да му купам пари за кола, зашто немал кола. Па ми се јавуваше во Швајцарија, само мојата керка нема лаптоп, ќе те замолам донеси лаптоп, сите студенти и се смеат и така натаму. Вие сте помогнале практично. Секогаш го имав помогнато, секогаш го имав дадено, му давав пари за дозволи за дрва, така да човекот се малку задолжи со некоја сума на пари. Малку му било сето ова, почнал од објектот кај што имам почнато градено, да купувам, кај што имав купувано материјали, почнал да си зема материјали без моја дозвола, без моје прашање. Си земал цемент на неколку наврати, околу 400 вреки цемент има земено, греди, даски си правил дворот, си го дотерувал и на крајот, кога видел дека заглавил со пари, јас си одам за Швајцарија, тој, подпомогнат од некој адвокат, го префрлува целиот негов имот што го имал на неговата керка, за да не дојде до некои проблеми потоа. И оди во Основен суд Виница, ме тужи дека тој работел кај мене на објектот, дека сум му должен пари, прскал плоча во јануари месец, 35 дена, дека бил главен мајстор 120 дена, иако ние објектот го завршивме за 36 работни дена. Добро, ќе продолжиме овде. Меѓутоа да се вратиме на моментот врз која основа тој земал материјали од кај вас, бидејќи дали не ви се јавуваше, дали имаше некој кој може да контролира кој што може да земе? Не. Или користите блискоста со... Не, јас за секогаш тоа време, за целото тоа време брев многу игнориран од фамилијата на жена ми.
Тој го знаеше тоа, ја знаеше целата ситуација и го искористи тоа за кражби, за такви дела. Дури толку дрзок станал, дури отишол и во магазини, без мое прашање, во мое име земал роба, земал вреќи 400 вреќи, 220 вреќи цемент и целокупната вредност на тоа е негде околу 400 вреќи цемент. И кога видел дека заглавил, тој отишол во основниот суд Виница, навел некакви ме тужил, навел некакви глупости некои негови приказки и ја добил пресудата. Иако имам јас уредно пријавено адреса во полициска станица во Виница, адреса на живеалиште во Швајцарија, бидејќи сум 37 години таму, тоа е должност на секој граѓанин, доколку се нешто деси, да го побараат во секое време. Мене судиката не ме бима повикано на судење, иако судот се наоѓа во дворот на полициската станица во Виница. Никој ме нема побарано на судење и добив тужба дека сум должен 4000 евра. Веќе пресуда дека сте должни. Да, тој го признал во судот сето она што го има побарано од мене, што имал земено, па дури и уште 4000 евра сум му бил должен. Значи, ако некој може да заработи на викендица карабина, која тој не работел сам, работеа 10 души мајстори, а тој никогаш нема ниту еден работено кај мене. Вие го немате ангажирано да ви помага таму да работи? Никогаш го немам ангажирано, никогаш, освен своеволно тој, без моје знаење, кога е покрив викендицата, своеволно правил некој подпорен зид, кој имаше ископано темел, меѓутоа, јас кога ми кажаа мајсторите, ги испуштил мајсторите, фатил некои дечки, кога ми кажаа, ние му се јавувавме 3 пати да престане тоа да не работи, тој, без наше знаење, го направил тој подпорен зид, долг 17 метри, а во Основен суд Виница навел дека направил зид од 39 метри, дека потрошил над 400 вреќи цемент и такви работи. Судиката ме нема викано, донела пресуда во негово име и сега на крајот Кога се случува ова? Која година? Ова се случува 2011 година, се случува пресуда. Вие добивате пресуда дека сте му должен дека сум му должник на Стојан Пармачки од село Будинарци. Јас дојдов во Македонија, мене ми известија некои пријатели дека имало таква тужба, јас дојдов во Македонија, преку еден пријател најдов адвокат. Адвокатот беше Гоце Ристов од Кочани. Отидовме со пријателот кај него, му ја кажавме целата историја. Тој рече не се плаши, нема проблеми да има, ќе те кошта 250 евра и ќе го вратиме предметот и нема повеќе да има проблеми. Јас си заминав во Швајцарија, што работел тој, што не работел, не знам. Го прашав пред тоа, немој да дојде до извршители, јас не знам, јас сум во Швајцарија, имам инвалидска пензија, не можам да дојдам кога сакам, дека не сум способен да дојдам во секое време и дека имам обавези, стално сум под терапија и такви работи. Адвокатот ми рече нема да има никакви проблеми, јас стојам за сето тоа. И јас си заминав во Швајцарија, кога ми се јави пак другарот и ми рече, абе, што било со тебе, целиот имот ти е земен. Бев шокиран. Значи, практично, ќе продолжите пак, запаметете си ја мислат, практично, вие имате пресуда дека должите 4000 евра на тој човек и очекувајќи дека адвокатот ќе го оспори тоа и ќе се оспори таа одлука, не го плаќате, тоа очекувате да се врати. Мене адвокатот ми рече вака, ако го платиш долгот, утре нема да ги вратиш никогаш парите. Зашто и ќе треба да платиш и судски такси, и судски трошоци, и адвокати и се. Вие сте очекувале адвокатот да ја оспори таа одлука да... Да, тој ми рече дека најдобро ќе биде тој да поднесе жалба против тоа решение, така, против одлуката. Да, и дека ќе имаме судење и дека не можеме да го изгубиме дело. Така. Јас му верував на адвокатот, си заминав за Швајцарија, потоа ми се јави пријателот и ми рече, абе, што бидна, вика, целиот имот ти е запленет. А не сте известени дека ниту сум известен, ви е запленет имот, ви е одземено? Ниту сум известен од судијата дека имало од судиката Тиловска, Даниела Тиловска,
Даниела Костадина Тиловска од Виница, ниту сум известен дека имало судење, дека да ме побарала на судење, ниту сум побаран од извршителот на адресата на која имам пријавено стален боравак во Швајцарија. Никој не ме повикал, само ми е донесена пресуда, донесено ми е се. Кога отидов во судот во Виница, судиката Даниела Тиловска, ја сретнав и ја прашав шо сега да правам. Кажете ми шо да правам, јас сум оптужен, без разлог, без ограбен сум, шо да правам, вие да ми објасните, вие сте ме судиле, вие да ми објасните целата ситуација. Таа само се насмевна и ми рече, мимото што ти отиде. Гледај да си го задржиш хотелот. И си продолжи. Значи, на таков начин, мислам дека не сум заслужил некој да си игра, зашто таа прифатила дека некој прскал плоча на минус 15 степени во јануари 35 дена. Па во јануари се чисти снег и лед. Не се прска плоча да не изгори од сонце. Таа прифатила дека на некој му прегреала колата и дека требало да платам 2500 евра штета. Таа прифатила дека некој кобајаги ми нашол плац, дека требало да му платам 2 евра од квадрат. Затоа што ти нашол плац? Тој не ми нашол плац. Јас сам си зборував со газдата и си го купив. Него тој си направил некоја негова приказка и дошол до одредени резултати. За да се наплатат тие наводни 4000 евра долг кој што пресудил судот дека вие ги должите на фармачки, што се ви одзема од имот? Па прво ми одземено лозие, декари под лозе кој го платив 3700 франака и на лозето тука се две парцели, едната парцела е продадена за 4000 денери, другата е продадена за 4000 денари. Денери. Да. 60 евра. Да. А другата парцела е продадена за 17000 денери. Значи, а на лозето имам однесено струја во вредност од 12000 франака. Плаќав бандери по 1000 и по 2000 франака една бандера бетонска. Имав намера тука да правам некој кондитореј, нешто така, да пренесам некои работи што се... Кој ги продава овие имоти? Сето тоа го продава извршителот во соработка со проценител некоја жена, мислам дека се вика Жаклина од Зрновци, од селот Зрновци Кочанско, која наведувала секакви... Мислам, како може таков имот за 4000 денари да се продаде? Мислам дека во игра е некакви, во целата ова ситуација, сето ова е некоја игра, тоа се луѓе кои преку ноќ сакаат да... Некој за ефтини пари да купи нешто, преку ноќ сакаат да добијат до големи пари, знаејќи... Вака како што кажувате, тоа не се ефтини пари, тоа се никакви... Тоа е, па вака да ви кажем, тоа не е ни ручек на мајстори да платиш еден ручек. Објективно гледано, нели? Земено ми ова парцела која вреди негде каде е околу 16.000 франак. Продадено е за 350 евра. Рековте дека и таму сакавте да правите... Таму сакав да правам кондитореј, да производство на неколку врсти сладки кои се прават во Швајцарија, да ги пренесеме овде. Дури имав заинтересирани луѓе и други луѓе кои сакаат да финансираат заедно со мене. Сакавме хотелот да го направиме горе за такви луѓе кои ќе доаѓаат од Швајцарија, да ги имаат прием добар и такви работи. Втората парцела, овде ми се продадени две парцели за 350 евра, а над истата парцела имав поравнето исто плац за доградба. Ова ми е продадено за 350 евра. За 550 евра ми е продаден на регионалниот пат Виница-Берово. Имам плац купено за вила, исто да се прави една вила, веднаш до патот, и вредноста на тоа место е негде околу 20.000 евра. Практично вие за сите овие ги купувавте овие имоти, имате документи за нив за сите, така? Да, имам си документи, имам се. А се одземени во постапката да се наплати долгот. Да, да се наплати долгот. Овој плац кој вреди 20.000 евра, тоа е нормална цена таму, е во населба на викендици. Таму викендици веднаш од регионалниот од Срив.
тука значи некаде, рибарникот кај што е во Така. Виница, значи Има повеќе викендици таму, да. Има Тоа е атрактивно место за викендици, така. место за викендици. Добро. Такво место се продава негде околу 20.000 евра за плац, за викендица, а е продадено за 550 евра. Кога виделе дека можат да прават што сакат, Не можете да спречите ништо во однос на Јас ништо не сум знаел. Не сум. Јас ништо не сум знаел. Значи, никој не ме нема известено, ниту извршителот, ниту судијата, ниту пак мојот адвокат. Така. А јас мислам дека за целото тоа време, мое мислење, може би грешам, али не грешам, пошто имам пораки овде од адвокатот што е се правилно на крајот, ќе ви покажам се. добро. Мислам дека во целото таа ситуација е вмешан и мојот адвокат. Да. Но, видете, интересен момент, барем мене ми е интересен момент, постапката за извршување трае подолго време, да не доставувале решенија за извршување некаде на адреса овде во Македонија, ако имате во Виница или каде? Тоа го проверивте? Имам неколку куќи во Виница. Меѓутоа, јас во тоа време во Виница не дојдов, пошто имав неразчистени сметки со татко ми, некои работи, немавме добри односи и тие знаејќи го сето тоа, извршителот и мојот адвокат ме барале само на таа адреса. Да. И никој не ве извести? Никој ме нема известено, јас имам уредно пријавено, пак ќе повторам, уредно пријавено во полиција, значи уште во 2009 година имам пријавено адреса, таму купивме во Швајцарија, си купив стан, ја пријавив адресата во кој што и ден денес живеам таму и никој ме нема побарено. Значи, одземено, на крајот дошла ситуација и инвестицијата во Берова да биде одземено. На крајот, одземено. кога на извршителот му било малку сето тоа, се дрзнале во хотелот. Таму имам 1300 квадрати површина, дворна површина, која вреди 50 евра квадрат. Еве, можеме и да ви покажеме, мислам овде некаде, ќе ви го покажам. Имате документацијата во секој случај, да? Кој што лицето што го има купено дворното место, сега продава до моето место, продава 50 евра квадрат. Значи, 1300 квадрати се 65.000 евра. А за колку е продадено тоа? Продадено е за 2000 евра. Тоа е еден ручек на мајсторите. Колку ќе му даде? По 2 евра? Нема. Од квадрат. Помалку од 2 евра, да. Да е по евро и Так. нема ни евро и пол. Значи, продадено е за 2000 евра. Никој и проценителот кој е, дали е воден воопшто таму, или е пишувано што му е кажано, проценителот напишал дека продава, дека е проценил дека на местото кое има изградено хотел, има поравнато двор, има изградено подпорен зид, дека тоа место е овоштарник и шума. Никаде не пишува дека имате изграден објект. Никаде нема пишувано дека има изградено хотел објект, што сака да прави. Да. Значи никаде нема изградено дека кога добив известие дека се ми е продадено за 3000 евра, за долг од 4000 евра, продадено ми е за 3000 евра се и дури сум останал уште 1000 евра должни. Уште сте должни. Значи, продаден ми е имот над 300.000 евра. 300.000 евра имот, а уште сум должник. 1000 евра. Ова стои уште во записите кај извршителот. Значи, може да очекувате уште нешто да ви одземат во меѓувреме за 1000 евра. Или? Па не верувам, зашто сега сакам да ви малку разложам ситуацијата. Повелете. Да. Кога се ова беше продадено, почнаа да добивам закани за животни закани. Веројатно откако дознате дека е продадено, откако почнате да барате правда и да прашувате што се случува. Почнав да добивам закани дека ќе ме убијат, дека ме следат, дека ми ги следат децата, дури толку дрски беа дека знаеа дека детето се бајле во 5 сатот станува, тој беше на школа, така му беше школото, нели? Дека мора да оди, дека јас го носам, дека се нон-стоп околу нашата зграда кај што живееме, дека секакви работи ми се ви кажував на српски, со албански нагласоци, со бугарски нагласок и така германски и
Бевме под постојан стрес со фамилијата, не доваѓавме овде. Децата 7 години не дојдоа. Јас како родител сакав да ги малку запазам децата, да не дојдат во некои ситуации, зашто сепак тие деца не се израснати овде, таму се израснати, таму се школувани и не го познават ниту системот, ниту навиките на народот овде, нели? И неколку почна, кога ова се почна да се, кога се заврши целата работа, му се јавив на адвокатот. Тој ми рече, не се сеќави, нема проблеми, ова мора да се врати, ова не е можно, ова е за 3000 евра да ти вратат, да ти земат толку. Но кога адвокатот ве извести дека сте го изгубиле спорот? Тој не ми извести. Мене ми известија други луѓе. И после го прашувате? После го прашував, еве ќе ви покажам документи. Па сигурно 10 пати ме лажеше, дојди на судење, ќе има судење, мора да дојдеш. Јас ќе дојдам. Мене едно доваѓање во Македонија ме кошта 2 до 3000 евра. Авионски карти, па хотели, па ова, па таму, па ваму. Еднаш дури бев 90 дена во Виница, ме лажише, еве утре ќе се префрли имотот, готови сме го добиле, па наредната недела, па судијата се разбодел, дека ќе се врати имотот, дека сме го добиле, ништо не ми покажуваше на црно на бело. Упорно ме убедуваше и ми кажеше, дојди, дај ми 1000 евра, мора да ми дадеш 1000 евра, мора ова, мора она да се направи. Дури толку се дрзна дека ми рече, мора да дадеме подкуп 2500 евра на адвокатот на Зоран Заев, кој е многу поврзан, кој е многу знае да ги заврши делата и да го завршиме ова што може поскоро. Цело време манипулираше со мене адвокатот Гоце Ристов од Кочени, цело време манипулираше какви пораки, бесрамни пораки, дури на крајот, кога го откажев и кога му побарав дека сум имал трошкови за да си покријам некои даноци во Швајцарија, да прикажам, нели, давачки мои, дури ми рече дека ќе ме тужи. Дека сум лажно зборувал за него, дека лажно сум го обвинувал, дека ќе ме тужи, дека ќе ми бара пари. Па еве ја јавно ќе го повикам пред телевизија, јавно ќе го тоа, нека дојде, нека ги објасни неговите, сите негови пораки што ги имам овде испечатени. Ова е срамота за Македонија. Срамота е за цела Македонија некои луѓето кои што имаат завршено правни факултети. Јас самиот се прашувам на каков начин доаѓаат до такви дипломи. Луѓето што имаат правни факултети на некој што е останал на 37 години инвалид, да се играат со него и да му го земат имотот. Побаравте ли од адвокатот да ви ги достави пресудите? Ги имате ли сега пресудите кај вас од целиот предмет? Бидејќи за да барате, ова како што рекавте некаде 2016-та. Тој има поднесено тужба во Виница, во Основен суд Виница и ние ја правобитната пресуда ја побивме. Значи правобитната пресуда ние ја добивме во наша корис, но адвокатот Гоце Ристов од Кочени, иако законски, нели, оштетеното лице, се што му е земено треба да му се врати, ако со таа пресуда, со таа пресуда, тој не барал да ми се врати имот, но тој барал да ми се вратат тие 3000 евра. Тоа е срамота. Значи само да се вратат парите, а имотот... имотот не, тоа е срамота, тоа е криминал. И сега судот мене, јас ништо не знам. Јас одам, јас стално еве под адвокати по. И веќе толку сум исцрпен, дали верувате? Јас немам веќе ни снага, немам веќе ни сила да се борам. Кога се случува кога сте добиле пресуда? Бидејќи ако сте добиле пресуда дека треба да се вратат тие пари, тоа значи дека не сте должен. И дека сите последици од таа постапка треба да се врати на... Се е ништовно. Дека целиот имот треба да се врати на моје име. Што ви одговори адвокатот на тоа? Дека тоа треба да направи? Јас ништо не сум знаел. Ја ништо не сум знаел, ниту адвокатот ми известил за тоа. Ништо не сум знаел. Дури на крајот, кога земав адвокатот Дохрид, човекот ми рече, чекај, ти си во целата оваа ситуација изигран. Се што се работело против твоја... Од кога го откажавте тој адвокат и земавте друг? Па има веќе едно 4,5-5 години. И што се случува од тогаш наму? Што се е преземено за да се побара правдата, да се оспори таа одлука?
Ние сега, пошто прво туживме за враќање на хотелот. Така. Прво туживме зашто хотелот не е бил предмет на продажба, ниту од моја страна, ниту од страна на извршителот. Така. Лицето Александар Дончевски го има земено хотелот на своја волја и со сила го има разбиено гаражната врата. Јас платив 15.000 евра само рамнење на местото, чистење на местото, такви работи. 10.000 евра имав платено подпорен зид. Имав во објектот околу 5 кубика греди, 5 кубика даски, други материјали, мешалици, имав моторни тестери, имав бормашини големи и такви работи. Имав за 3.000 евра песок пред вилата. Сето тоа беше украдено, земено, употребено во За да дојде до тоа, требало судот да каже дека и тоа треба да се одземе. Да. Меѓутоа, тоа е насилнички земено и со помош на некои луѓе, пошто сите знаат во овој крај дека тоа е доста поврзан со партијата ВМРО-ДПМН, и тоа ми го покажаа и во полиција, дека со такви луѓе не можам да излезам на крај, дека во лошо оро сум фатен со такви луѓе, дека ќе ми направат се што Нели се обидувате да контактирате лично со човекот? Или? Не. Мене адвокатот Гоце Ристов ми рече немој да одиш во Берово, зашто луѓето се насилни, може да ти наштетат, јас сум мирен човек, јас сум таков по карактер. Ја не можам да се карам со луѓе. Ја не знам да бидам должник на некој. Јас сакам се да биде искрено, јас сум поштен човек и мислам дека се сите такви како мене. Меѓутоа така не било и поднесовме тужба против него. Судијата Давор Ристов од Кочени, суд го судише овој предмет, пресуди во корист на Александар Дончевски, зашто као Јаги тој инвестирал околу 100.000 евра во објектот, иако јас решив, му реков дека сакам да си го вратам хотелот и сакам да во некој одреден пример период од 2-3 години да му ги вратам парите и да бидеме чисти. Значи, откако го зел, тој вложил, така? Тој вложил, да. Значи, подготвени сте и да му платите што вложил, ама да си го добиете назад што што е ваше. Да. Иако јас не сум должен, тој го земал на сила тоа. Така. Нели? Јас не сум му рекол вие спорувате извршното решение го спорувате, да. Ние на оваа пресуда ние ставивме жалба во апелација и веќе скоро 4 години од судењето во Берово до сега, веќе 3 години е на апелација предметот, никој не сака да иако 2-3 пати пишувавме, адвокатот од Охрид пишуваше да докаде е стасан предметот, никогаш немавме добиено некој одговор. Практично имате оспорено само продажбата на хотелот. Продажбата на хотелот, а сега пуштивме тужби бидејќи сега дознавме, така. Да, бидејќи сега дознавме дека сме имале решение за повторување на постапката и сме го добиле, сега пуштивме тужби за враќање на целиот имот. Решение за повторување на постапката воопшто, постапката за одземање на вашиот имот? За одземање против Стојан Пармачки, кој од Будинарци, кој се наоѓа сега во Германија. Тој не сака да дојде, бега и ние го добивме тој спор и значи со спорот требаше да ни се врати целиот имот. Меѓутоа, адвокатот Гоце Ристов од Кочени побарал да ми се вратат 3.000 евра. Ова е срамота, ова е срамота за македонската јавност. Срамота е за луѓето што на таков начин земаат пари и ме оштетуваат. Рековте околу 300.000 евра комплетно штетата може да биде за вас. Ако земеме, еве, лицето реално го продава до моето имот негов, продава за 50 евра квадрат. Значи 65.000 евра ќе кошта само овој хотелот во Берово. Водното место, земјиштето 65.000. Ако земеме дека Берово е едно како најубавите мислам туристички места во Македонија, Беровско езеро. Да, локацијата е феноменално атрактивна, тоа е на ниво на Скопје и на Охрид. Значи таму сигурно 600 евра е најмалку квадратот карабина. Така.
Значи, ние 300 квадратна карабина е 180.000 евра. И 65.000, тоа се 200, скоро 250.000 евра. Плюс подпорен за ИПДО, таму имам инвестиција од 280-290.000 евра. Ако ги земеме и 16.000 евра лозито што ми е однесено и струја и се, и ако земеме плацот до на атрактивно место на патот Виница Берово и тоа е 20.000 евра, тука се веќе над 300.000 евра. Ако земеме дека јас до сега имам трошкови, мои трошкови поднесено, сигурно 40.000 евра, фрлени пари, најмалку 40, можда и 50.000 евра. За патување, за адвокати, за суди, за изгубени овде се кошта, така? Значи, сето ова е над 350.000 евра. Кој мене ќе ми ги врати сега тие? Дали, нека дојде судиката нека Даниела Тиловска, нека ги врати, пошто немаме мене побарано како тужена странка, ме нема побарано во основен суд. Судот практично не ме побара. Нека ме побара сега судиката и нека ми каже дека некој прскал плоче во јануари. На минус 15. Кој е ставот на адвокатот кој што сега ве застапува? Каква е во моментот состојбата, освен на апелација? Кои постапки во моментот ги водите за да најдете прав? Сега моментално водиме постапка за враќање на имотот. Така. За поништување на одлука дека сте должни на Пармачки, така? Одлуката е поништена. Ние не водиме веќе поништување на одлука. Одлуката е поништена. Ние исправаме сега одлуката, ова што го донел адвокатот Гоце Ристов. Да, сака да кажете, ако е поништена одлуката, тоа значи дека треба да се врати имотот. Имотот? Јасно. Значи, не само тие 3.000 евра што мене 3.000 евра не ме интересираат, од мене не се земени 3.000 евра. Така. Вие се го барате имотот. Од мене е земен имотот. Јас си го барам имотот. Ако не сте должни, немало основа за извршување. Јас не сум должен на никој. Јас не сум должен на никој. И тврсто стојам за тоа. Ние можеме да ги видиме и луѓето што работеа на вилата. Можеме да ги викнеме слободно да кажат, луѓето се презадоволни, сите рекла ние таков газда немаме, видимо. Овде ми се чини како да има две работи, дека еден предмет е самиот хотел кај што имате проблем и останатиот имот кој што е одземан. Да. Со Пармачки рековте практично роднинска линија и како имате ли, се обидувате ли да стапите во контакт да го решите проблемот или не е можно тоа? Тој се зафалуваше на мене, на мојата жена, на моите деца дека ќе не убијат, дека има луѓе во Германија, дека станал секакви блювотини од него имам слушнато и искрено да ви кажам, целата таа фамилија од Бодинарци што е, иако е мајката на мојата жена таму, тие се некако многу нестабилни луѓе. И од нив не можеш да очекуваш ништо подобро. Но добро. Веројатно сите се имат својата страна, ова е вашата. Што очекувате во меѓувреме, еве тие обиди, рековте на апелација веќе. Јас очекувам ние пуштивме тужби и во обвинителството во Скопје. Така. Пуштивме кривични пријави против сите овие лица што ги кажав и против Стојан Пармачки како лажно што ме судел, и против извршителот, и против адвокатот мој бивши, и против проценителот, и против купувачите. Не можеш ти парцела лози да купиш за 4.000 денери. Што плаќаш? Па за 4.000 10 кила грози ќе купиш. Така. Што плаќат? Што? Ова е чист криминал. Ова не е пресуда. Тие постапки од кога се, дали има веќе процес, дали имате судење за тие постапки? Сега ќе имаме судење на 26 февруари, едно судење и денес, утре ќе имаме едно судење во Берово. Зашто е судењето во Берово? За враќање на имотот што ми одземен. Значи ние имаме пресуда, мене не ми се земени 3.000 евра, мене ми е земен имот од 300.000. Се надевате ли дека конечно можеби ќе излезе на видели на нешто и дека ќе добиете назад, ќе го добиете процесот? Со оглед на тоа дека веќе колку 5-6 години трае таа голгота да вратите нешто. Толку 5-6 години, ако не се лажам, и повеќе веројатно и повеќе. 10 години сум во село. Искрено, најискрено да ви кажам, можеби нешто во мене, длабоко во мене, има една надеж. Но, каде и да отидов до сега, сите бев исмејан. Како реагираат надлежните кога им кажувате што ви се случува? Се смеат.
се смеат. Инспектори во Виница ми се смеја, инспектори во Берово ми се смеја. Овде отидов во Штип, истото, значи секаде иста слика, сите ми викат си се фатил со лоши луѓе, ги познаваме. Еве пред 3 дена овде бе во Штип кај еден адвокат. Човекот ми рече, ова се најголеми криминалци. Тие луѓе имаат стекнато милиони. Зошто? Власта од една страна дозволува такви работи да се стекнуваат со милионски суми од луѓе кои имаат крвово заработени парите. И зошто од друга страна, например, премиерот Мицкоски не повикува, вратете се во статковината, вложувајте. Како? Зошто одлучивте да барате адвокат надвор од истокот? И тоа е интересно. Затоа што сите се подплатени. Мислите дека има поврзаност? Да. Затоа што сите, кај кого одев, треба знаеш што, треба на судиката да ја дадеме пари, треба на судијата во Штип да дадеме пари, треба да најдеме за ова пари, за она пари. Јас ако вака подлегнам на некои работи, треба да донесам 2 вреќи пари, да истурам и да се подплаќаат сите. Па на крајот може би ќе дојде и до премиерот и до министерот за внатрешни работи и до сите тие. Сега веројатно повеќе сте оде во Македонија заради целата ситуација. Па овде бев пред тоа бев скоро 2 месеци во ноември и декември, сега дојдов исто, морам, иако имам термини во Швајцарија, имам терапии, имам други работи. Меѓутоа имам охрабрување од фамилијата, од децата и морам. Но добро, како гледате сега на идејата да се вратите во Македонија? Бидејќи тоа ви била првичната идеја, да се вратите да ги живеете старечките денови овде во Македонија, да уживате во родниот крај. Како гледате, зависи ли тоа од тоа како ќе се заврши оваа одлука или пак ви е нарушено сето тоа како идеја? Па би искрено да ви кажам дека не верувам дека веќе некој ќе се врати. Па ние, најдобрите мозоци овде од Македонија ни побегнаа во Германија, во Швајцарија, во Франција, во Англија. Најдобрите. Останаа луѓе кои се криминалци, кои се бават со криминал и кои се стекнуваат на многу лесен начин со туѓ имот, со туѓи пари. Уценуваат, те врабуваат, те уценуваат, ти се закануваат. Како можеш да дојдеш, можете вие да дојдете вака да живеете, едноставно да напуштите, затоа што премиерот ќе каже дојдете во Македонија, убаво е, а ние со што се сепнуваме. За да спечелиш 350.000 евра. Практично на ваша штета, на ваш грб, според вас, некој добил имот кој што вреди, да речеме, 100-200.000 евра, го добил за 5, не за 5, за 3.000 евра. За 2.000 евра? За 2.000 евра. Практично тоа. Не е срамота ова да се дешава во една држава која сака да влезе во Европска унија. Гледате, имате документација, гледам што се имате од документација во ваша полза. Гледам дека носите Имам, например, имам овде тужбите што ги поднесувате. Имаме овде и за купувањето на имотот, како сум го стекнал имотот. Секаква документација, секаде ја носиме и секаде исто. Дајте пари за ова, дајте пари за она. Размислувате ли дојдете до јавен правобранител или евентуално надвор од Македонија, судот во Страсбург, заштита на правата, сето тоа се инстанции на кои што може да се оди. Или чекате да се завршат постапките овде во Македонија па да се обидете. Бидејќи тоа е последна инстанца на некој начин. А јас прво очекувам после оваа емисија да се јави некој од власта. Искрено ви го кажам. Апелирате до властите да... Апелирам до... Се надева дека се заинтересира некој за случајот. Јас мислам дека затоа поборав помош од вашата телевизија. Ние кажуваме она што вие сакате да го кажете да отиде во јавност, да. Јас прво мислам дека јас ќе ви го оставам моето бројче од телефон. Така? Во вашата редакција и мислам прво што бараме е на помош од власта. Некој да ми се јави. Дали министерот за внатрешни работи, за правда, дали министер за правда, да го види овој криминал. Зашто законски во Македонија, ако сум должник на некој 3.000 евра, треба да ми се земе имот од 9.000 евра. Така. Највеќе. Така. А не од 350.000 евра.
Сакам, еве сега преку телевизија јавно го повикувам и министерот за правосудство, и министерот за внатрешни работи, го повикувам и премиерот Мицковски. Нека ме повикаат на 20 минути, не повеќе, нека некој одвои 20 минути да ме повикаат и да ми објаснат и да ги покажам што се ми е направено. Еве го апелот до луѓето. И еве, заедно со премиерот Мицковски ќе ги повикаме македонците од Швајцарија, и не само од Швајцарија, од диаспората, нека дојдат да инвестираат во Македонија. Апелот е упатен. Јас ви благодарам што споделивте приказната. Се надам дека некој ќе се заинтересира и нормално словото на законот да биде во интерес на вистината, не на невистината. Вие сметате дека на ваша страна е правдата. Јас веќе сум и физички и психички истрапен, и финансиски. Јас не можам веќе да поднесувам. Јас барам една помош. Барам помош и се надевам дека со овие документи некој ќе каже стоп на овој криминал. Така, апелот е упатен до надлежните. Да. Има Министерство за правда, има обвинителство кои што треба да проведат целата работа. Така да, господин Илиев, јас ви благодарам што споделивте и се надам дека некој ќе се заинтересира за целава ситуација. Па јас се надевам, па и доколку не се заинтересират, јас пак ќе дојдам и пак ќе ги поборам преку вашата телевизија истите тие лица и по втор и по трет пат да ме повикат и да го видат овој случај и да има некој лице што ќе ми каже еве вака и вака направи и вака ќе ти се врати имот. Нормално и споменатите лица можат слободно да ја кажат својата верзија доколку имаат, доколку сакат, нека повелат. Слободно може да дојде и судиката Даниела Тиловска која ме има оштетено на овој начин, може да дојде и мојот адвокатот. Еве ви адвокатот Гоце Ристов, еве ви така? Сите пораки можете да ги прочитате, да видите што ви има се пишувано, дојди во понеделник има суд, дојди ние го добивме имотот, треба да ти се врати, кога ќе добиеш пензија за да му исплатам. Еве ги имам сите пораки, сите документи ги имаме. Мислам дека ова нема да биде последна тема, последно говорење на оваа тема. Се надам дека ќе се реши, реков, во интерес на вистината. Наше беше да ја пренесеме вашата приказна, да ги заинтересираме надлежните и да се надеваме дека правдата ќе најде пат. Јас ви посакувам да најдете пат за својата правда и да не го губите здравието пред се за целата ситуација, но здравието е веќе изгубено. Ова како почна, јас почнав да употребувам и медикаменти за притисок, стресно е човек стресно човек да оди по судови и да се расправа, но тоа ви благодарам во секој случај, ви посакувам среќа, вистината да излезе на виделина, тоа е најважно. Ви благодарам и на вас. А надлежните, доколку некој се заинтересира слободно да ви се јави. Па јас се надевам дека некој од надлежните ќе се јави, ќе го оставам моето бројче во вашата редакција. Се надевам дека би требало ова, зашто ова е пример на класичен криминал и пример на кој се ограбуваат луѓето од диаспората. Во секој случај, сите треба да ја бараме вистината и правдата. Значи, секој што треба да размисли дали ќе се врати, треба малку добро да размисли со какви луѓе овде ќе се сретне и со какви се проблеми ќе најде. Тоа е пораката, се надевам ќе стигне до оние до кои што треба. Ви благодарам уште еднаш и на вас. Среќа и здравје да имате и правдата велат е спора, ама достижна, нека биде така и овој пат. Ви благодарам многу. Благодарам многу. Почитувани, слушнавте приказната или историјата на нашиот гостин Здравко Илиев. Слушнавте, тој е оштетен за големи суми на пари, ја бара правдата по судовите, но бара малку повеќе да се заинтересираат и сите оние кои што се надлежни во држава за да се заштитат луѓето. Тоа е неговата приказна, надлежните треба да ја проверат и ние сме овде да ја пренесеме и да се заинтересираме вистината и правдата да излезат на виделен. Тоа е секојаш целта на она што го прават медиумите. Се надам дека и во случајов ќе биде така, вистината и правдата да излезат на виделен. Сите оние кои што се споменати и кои што сметаат дека имаат што да кажат, нека повелат слободно, ние сме отворени за се што треба да се каже, секој да ја каже својата верзија, но на крајот судовите и властите се тие кои што треба да ја најдат вистината и да одлучат така како што е праведно и правилно. Останете со тебе, Стар. Се надевам во идење ќе имаме можности да говориме и за луѓе кои што се задоволни од тоа како се решаваат предмети. Се надевам дека и нашиот гостин ќе биде меѓу тие. Останете во добро здравје, се гледаме со ново издание во среда.